ова издание на Newsflash ке гледате. Украина го слави денот на независноста. Зеленски вели, ке се бориме до крај. Рамноправност. Ова го ветува новата стратегија на председателот на САД Џо Бајден за Африка. Како расата може да влијае врз развојот на едно место? Ве носиме во Вилкинсберг, Пенсилванија. Останете со нас, ке дознаете. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чанаумовски. Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес изјави дека украинците се борат за нивната судбина, додека земјата го одбележува денот на независноста. Говорејќи во видеообраќање од плоштадот на независноста во Киев, Зеленски рече дека Украина ќе се бори за својата земја до крај, се додека војната не биде окончана со мир, а Украина сака и да победи. Ние не тргуваме со нашите земји и со нашите луѓе. За нас Украина е само цела Украина, сите 25 региони, без никакви отстапки или компромиси, рече Зеленски. Зеленски рече дека Украина ќе ја врати контролата врз источниот регион Донбас, како и врз Крим. Прославата на денот на независноста беа забранети во Киев, бидејќи украинскиот лидер и САД предупредија на зголемените руски напори за воени удари на цивилната инфраструктура и владините објекти во Украина. Американските власти пак се очекува денес да објават дополнителна нова помош од $3 милиарди за обука и снабдување на украинските сили во наредните години. Официјалните лица рекоа дека помошта ќе финансира договори за беспилотни летала, оружје и друга опрема што можеби нема да се користи на борбениот фронт една или две години. За разлика од повеќето претходни пакети кои обезбедува непосредна помош на бојното поле, новото финансирање е главно насочено кон помагање на Украина да ја обезбеди својата долгорочна одбрана. Новата помош ќе биде надополнета на околу $10,6 милиарди воена помош, што САД веќе ја испрати на Украина во последната година и пол. А новата стратегија на САД кон Африка е насочена кон воспоставување еднаквост, промоција на отворено општество и демократија, заздравување од пандемијата и справување со климатските промени. Овие цели ги нагласи државниот секретар на САД Ентони Блинкен при неодамнешното патување во Африка. Рамноправност. Ова го ветува новата стратегија на председателот на САД Џо Бајден за најбрзо растечкиот континент Афрка. Државниот секретар Ентони Блинкен го сумираше ова за време на неговото патување во Африка. Она што најмногу го очекуваме е вистинско партнерство меѓу САД и Африка. Не сакаме небалансирана или трансакцијска врска. Нашата заложба за поцврсто партнерство со Африка не е да надминеме некој друг. Освен што, велат наблюдувачите, две сили имаат големо влијание. Кина, чија иницијатива Појас и пат се простира низ целиот континент, и Русија, чиј министер за надворешни работи неодамна отпатува на континентот да ги потсети африканските држави на старите врски од времето по ослободувањето. Мислам дека е важна промената во реториката, особено онаа што навистина е насочена кон справување со кинеската употреба на термините партнерство и економски партнери, кои се многу добро прифатени на африканскиот континент. Белата куќа вели дека ова ќе биде представено на крајот од годината на обновувањето на самитот САД-Африка од 2014 година. На самитот тогаш, поранешниот председател Барак Обама одлучи да не го покани лидерот на Зимбабве Роберт Мугабе, кој стана авторитарен лидер пред неговата смрт во 2019 година. И тој не е единствениот африкански лидер што останал на власт неколку децении, предизвик за американската политика на демократизација. Мислам дека САД се во многу интересна ситуација овде во која треба да се обидат или барем да изгледа така дека сакаат сите да бидат на маса, дури и луѓето што не би сакале да ги видат. Мислам дека ќе има многу африкански лидери таму. Тој вели дека ваквата стратегија има смисла, која иако во суштина не е многу поразлична од претходните, сепак носи порака на вистина и обединување. Она што ми се допаѓа е што САД користат јазик од типот дека можеби не делувале честно во минатото, но оти сакат да го поправат тоа. Од тука и прашањето дали ова ќе биде чист почеток. Во овие несигурни времиња, САД секако дека се надеваат на тоа. Дали расизмот кој се уште постои во дел од американското општество може да влијае врз населеното место во кое живеете во САД? Последниот прилог.
This is 1320 Hill Avenue. Ова е авенијата Хил 1320 во Вилкинсберг, Пенсилванија, каде што јас пораснав. Кога ќе отидете онлайн да ја проверите вредноста на недвижнините, ќе видите дека вредноста на домот изнесува околу 15 до 16.000 долари во било која година. Очено се прашувате како е тоа можно. Ги има сите карактеристики што би сугерирале дека овој дом би можел да вреди повеќе. Вилкинсберг беше област со доминантно бело население, како и многу богати напредна средина. Од 70-тите па наваму може да се забележи рапидно намалување на белата популација и зголемено населување на црното население. Кога и да има раселување, се очекуваат економски последици бидејќи се губи деночната база. Сепак, кога губите бело население, добивате црно, или кога црното население станува доминантен фокус, местото почнува да се смета за поризично. Ние направивме истражување на цените на недвижнините. Го земавме предвид соседството, односно образованието, криминалот, близината на неопходните работи. Она што откривме во просек е дека вредноста на домовите во црните соседства е намалена за 23% или околу 48.000 долари од дом. Кумулативно тоа е околу 156 милиарди долари загубен капитал. People see twice as much crime than there actually is in black communities. Луѓето гледаат два пати повеќе криминал отколку што всушност има во црните заедници. Гледаат полошо образование отколку што всушност е во црните заедници. А сето тоа се одразува врз цената на домовите. This is the same Penn Avenue that is on. Но исто така се одразува и врз другите области како развојот. Ова е истата авенија Пен, која што е во Вилкинсберг на само 3 километри од тука. Нов развој, обнова, реновирање на згради, стотици милиони долари во само неколку блока. Ова секако е црно соседство, но Питсбург главно е бел. Она што исто така може да се види е како инвестициите продолжуваат кон Питсбург, а не кон Вилкинсберг. Секако, на Google може да видите дека генерално има недоволни инвестиции, но во моментот одат во една насока. Не може, а да не се запрашате како расата може да влие врз развојот на едно место. Вежбање јога со поглед кон Охридското езеро. Задоволство кое го нуди само Охрид. Сликата ни ја пренесува нашиот колега Мики Трајковски. Јога часови во Охрид со прекрасен поглед кон Охридското езеро во недопрена природа летово примамува голем број локални жители, но и туристи кои престојуваат во градот. Еден јога час е со време трајање од 90 минути. Самиот простор, само што сме овдека, е една состојба на релаксација, на опуштеност. На овие часови доаѓаат нормално луѓе од градот, охридјани, но исто така се чуваат луѓе кои престојуваат во текот на летото во Охрид, странци, но исто и минувачи кои што поминуваат и ќе видат дека има јога часови, тоа може слободно да се приклучат на часови. Хенри од Белгија е еден од нив. Поради мојата работа и поради тоа што многу посакував да го истражувам светот, дознав за ова место и во моментот кога дојдов неприметливо се влюбив во овој град и посакав да останам подолго време овде. Поради тоа што јас повеќето време го користам во проучување на човековото тело, одлучив додека сум овде да користам поголем дел од времето во вежбање. Билјана од Охрид вели дека јога часови со поглед на Охридското езеро е нешто кое не може да се опише со зборови. Јас би препорачала секој да проба јога и секој да го доживее ова чувство, па после да одлучи дали навистина вреди да се практикува јога, а мислам дека секој ќе препати. Од јога центарот во Охрид, кој постои повеќе од 20 години, велат дека секое лето одржуваат вакви часови. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чанумовски од студиото во Вашингтон. Пријатно.